На 23 мај 2020 година за прв пат во земјава беше извршена првата трансплантација на срце. Вчера по шести пат пациент доби втора шанса за живот. Успешно заврши трансплантацијата на срце кај донор кај 53 годишен пациент кој претходно имал тешка срцева аномалија. 20 годишна пациентка пак по повеќе годишна дијализа доби бубрек на клиниката за урологија. Донор е млада пациентка кај која била констатирана мозочна смрт, а семејството по консултации со лекарите се одлучи на овој хуман гест да ги донира органите и со тоа да спасат нечии човечки живот. На оваа тема во продолжение разговараме со националниот координатор за трансплантација доктор Маја Мојсова Миовска. Доктор Мојсова Миовска, ви честитам и вас и на целиот тим кој што учествувавте во оваа операција, односно при трансплантацијата на срце. Добро утро. Каква е во моментов општата здравствена состојба на пациентите кај кои беше извршена трансплантација на орган? И двајцата пациенти се во стабилна здравствена состојба. Знаете дека практично и овие првите 24-48 сата се критични, во смисла на постоперативниот период се работи за сложени интервенции, кои што побаруваат експертиза од повеќе гранки, значи како од хируршки, така од интернистички, анестезиолошки гранки. Секако сме задоволни со исходот и сме задоволни со постоперативниот тек на пациентите. Се до сабајдаваме. Така. За година и половина шеста трансплантација на срце. Какво е чувството во моментот кога ќе ги видите првите отчукувања на трансплантираниот орган? Јас мислам дека тоа чувство не може да се опише со ништо. Како што е тагата од едната страна кога практично се случува смрт, односно мозочна смрт, и каде едноставно семејството од благородни причини ги даруваат органите. Од друга страна, па кога ќе видиме дека срцето чука, мислиме дека нема подобар момент и е стварно искрено би сакала да можат сите да го почувствуваат тоа како едноставно продолжуваме живот после смртта и како оставаме трага во суштина после нас, после нашето заминување од земјава, како оставаме една впечатлива трага и на тој начин и продолжуваме живот. Докторка, колку членови броеше тимот и колку време траеше операцијата? Ако мислите со експлантацијата и трансплантацијата се отприлика некој во зависност од интервенцијата со сите можни компликации или со сите можни дилеми кои што ги имаме, отприлика завршија се за 6 до 7 часа, но исто така тоа зборувам кога зборуваме за трансплантацијата сама, но самата припрема на сето тоа некогаш е многу пократко за 10 часа, 12, во зависност од бирање на пациенти, припремата на пациенти пред да го примат органот, испитувањата кои што треба да ги направиме. Значи некогаш од 10 до 15 часа сме будни и на нозе, тоа значи дека некогаш и по 36 сата поминуваме во болница за да може овој цел процес биде успешно завршен и да се мониториран или на највисоко ниво. Така. Колку зафати на трансплантација на органи имавте оваа година? Па вака, значи практично таа програма што се вика Living Donor или програмот Жив донор за бубрези во коронава малце замре со оглед на дека повеќето здравствени установи станаа ковид центри, нели. Оваа година, ако рачунаме од мај месец до сега, до октомври, имаме 6 трансплантации на срце, 16 трансплантации на бубрези од починат донор и 5 трансплантации на коскено ткиво, кои што сметаме дека воопшто не е малку и направивме голем историски исчекор во однос на трансплантацијата. А и денес да не заборавиме дека трансплантацијата е во суштина врвот на здравствениот систем, односно показател како се развива еден здравствен систем, не само кај нас и во Европа и во светот, тоа ја покажува, значи тоа е врвот на медицината воопшто во светот. Сметаме дека овој стварно е успех и јас нескромна ќе бидам ќе кажам дека стварно направивме голем исчекор, големи напори беа, верувајте во со сите можни предизвици што ги носеше ова време на корона. И самиот процес и без короната е доволно тежок и самиот процес и без ваков предизвик на вирусот е доволно тежок и доволно обемен и не ви одговорив на прашањето колку здравствени работници беа вклучени во ова. Моја вака слободна проценка дека околу 70. Верувајте, тоа се 70 здравствени работници, од кои што се сигурно 20 доктори и остатокот од здравствени работници, сестри, транспортери и
помошен персонал кој што помага во целиот процес. Трансплантацијата на органи помина долг пат до својот сегашен статус. При тоа не може да зборуваме само како за хируршка вештина или медицински познавања, туку и за многу други аспекти. Трансплантацијата има и емоционални и етички страни, а отвара и безброј правни прашања. Каква е во моментов подготвеноста на здравството и на пациентите да влезат во ваков предизвик? Вака, видите, ние имаме закон за тој се нарекуваше кадаверична трансплантација и така некаде во светот и таа терминологија се користи, но во суштина јас преферирам да биде трансплантација од починат донор. Тој закон е направен 2013 и 2014 со анекси, со некои додатоци кои што ги законот е строг, законот е по европски тип направен и генерално се што се случува во однос на трансплантацијата е во законски мерки, документирано и направено софтверски дизајни кои што можат да влезат, тоа е значи напредокот што го направивме во овие години, трансплантацијата е видлива. Тоа што го направивме технички па е невидливо за граѓаните, но е во суштина од многу важно значење. Зошто е тоа така? Затоа што бирањето на пациенти иде пред електронска листа, во суштина без да имаме тука некаква приватност или бајас или некаква лични тука интереси. Тоа е можеби најголемиот исчекор што го направивме и втората работа што во суштина да се ова се развива треба поддршка од многу институции, треба поддршка прво од здравствените работници, висока светска здравствените работници за што се работи, но исто така она што ни помогна и со првата трансплантација кој што беше медиумски покриен, некој што стварно допре до граѓаните и наредните неколку, во суштина направи да стварно пациентите, односно граѓаните, разбираат за што се работи, веруваат во здравствениот систем. Тоа е првично дека веруваат во здравствениот систем и дека е се направено за тие пациенти да не завршат со мозочна смртно, за здраво некој од нив завршуваат и дека едноставно во довербата во здравствениот систем доведе да и пациентите, односно фамилиите на пациентите даруваат органи. Што се однесува до правниот, односно етички правниот дел, верувајте, е строго запазен и не само што е строго запазен, туку е старано според законските мерки изведен целиот процес. Ако го тргнеме на страна професионалниот дел во кој што влегуваат многу профили, да вие кажавте, не е само хируршкиот дел, туку се тука многу други профили на специјалности, како што се интернистичките специјалности, кои што учествуваат во предоперативниот и во постоперативното водење на пациентите. Нормално тука и анестезиолозите како столб во целата трансплантација. Мојсова Миовска, колку пациенти во моментов се на листите на чекање за трансплантација на орган? За жал многу. Имаме околу 120 пациенти што чекаат бубрек. Таа листа се прочистува бидејќи некои се во листата многу одамна, значи се можеби од 2014-2015 година. За жал има и нови пациенти. За жал многу гледаме сега попуштање на срце, односно кардиомиопатии од непознато потекло. Претпоставувам дека и короната го направи своето. Така да се околу 30 на пациенти за срце, значи се зголемува листата за жал. И 120 пациенти за бубрези, во однос на коскемиот дел, чекаат пациенти кои што тие се динамична работа, во суштина доаѓаат многу промптно и не можеме да ги ставиме на листа, туку тие доаѓаат едноставно поради некаков дефект во коскеното ткиво или лигаментозниот систем, за да можат да добијат дел, за да можат да бидат функционални. Значи не секогаш трансплантацијата е витална, некогаш се работи за квалитет на живот. Донирањето органи е нова подлабока димензија на човечката хуманост, би рекол и врвот на хуманоста, за која одлучуваат повеќемина главно семејството на донорот. Тешко ли е да се разговара со семејствата кои што во моментот се соочуваат со болка и тага по изгубената сакана личност? Верувајте, тешко е. Емоциите не допираат и нас. И ние сме луѓе. Тешки се. Прво е тешко да воопшто да соопштиме дека некој е починат, така тоа е првата тешкотија. А втората тешкотија е воопшто во истиот момент и да разговараме за вакво нешто. Како што кажав и претходно, сметам дека многу помогнавте и вие како медиуми сите, кои што едноставно ја пренесовте целата приказна и ги пренесовте сите аспекти и едноставно граѓаните знаат сега за што се работи. Знаете како, дури да се одлучат дека не даруваат, сепак знаат
за што разговараме, што во суштина бараме ние, односно и законски сме обврзани да бараме, што во суштина тоа значи за за нивната драга блиска особа која што починала. Мислам дека им значи дека дел од блиската особа ќе живее во некој друг и дека едноставно стварно дарувале живот после смртта. Мислам дека тоа е единствен начин кој што можеме да доведеме до бесмртност. Не постои до сега не е откриена бесмртноста, ова е единствен начин да останеме бесмртни. И во сеќавањата, но секако и во фактичката собственост. Сметате ли дека кај нас е доволно подигната јавната свеста за органодарителството? Видите, никогаш не е доволно подигната, затоа и во суштина ги пренесуваме сите овие наши трансплантации до медиумите и даваме соопштенија. Најчесто, видите, најлесно се дига кога многу разговараме на оваа тема, се дига свеста кога разговараме на оваа тема. И секогаш јас се трудам да бидам присутна на медиумите кои ќе бидам поканета и во суштина и да ја објаснам воопшто, да го објаснам целиот процес. Не е едноставен за објаснување, во смисла на тоа не е едноставен за објаснување за обичниот граѓанин, може за здравствените работници е лесно, но во однос на обичниот граѓанин. И колку повеќе зборуваме, колку повеќе го објаснуваме процесот, толку многу и се подига свеста. Јас сметам дека за оваа година и пол направивме стварно голем импакт на тој дел во однос на свесноста на граѓаните за што разговараме и што во суштина значи трансплантацијата од починат донор и што во суштина значи починат донор. Тоа беше многу важно за нас и беше важно воопшто и за граѓаните и за фамилиите кога седнуваме да разговараме со нив. Така. Да се донира орган од близок во моменти кога го губите неговиот живот е најблагородното и највисокото чувство на човечност. Да одлучите да дадете живот некому во моменти на болка е над секое чувство. Затоа и тимот на утрински брифинг изразува неизмерна благодарност за храброста, добродушноста и хуманоста на семејството на донорот. Вам ви посакуваме и понатамошна успешна работа во спасувањето човечки животи. Ви благодарам што прифативте да видите мој денешен соговорник. Благодарам и на вас. Ми беше чест да учествувам тука и да го објаснам процесот. Јас исто би сакала да кажам дека голема благодарност даваме до семејството пред се, но исто така и до сите здравствени работници кои што во суштина успеа ова да биде една успешна приказна. Ви благодарам уште еднаш.